Да, се враќаме во студиото, како што најавивме, тука е Стефан Треневски. Младиот македонец кој учествува во Формула 4 над преварувањето. Стефан, добре дојде. Здраво и благодарам за поканата. 18 години ми се чини, не грешам, така? Да. 18 години во Формула 4. Еве, за кратко за интро во разговорот, моментално каде си, што си објаснени малку повеќе за тебе како за влез во разговорот? Моментално се натпреварувам во Формула 4 европскиот шампионат, кој што е заедно со F4 Италија е најконкурентен и најпрестижен, и од тука почнуваат сите Формула 1 возачи како Берман, Антонели, така и натака. И моментално јас се изборив до тука со победата во Формула 4 академијата и мојот старт од симулаторските трки. Така да тоа е мојот пат, да речам, што е малце поуникатен и затоа оваа приказна е интересна. Да, ќе зборуваме за тоа повеќе. Ти сега за кој тим возиш во Формула 4? JMT, кој е чешки тим, кој заедно работи со мене за да се бориме понатаму. Во Формула 4 ти во моментов се бориш со една силна конкуренција, 45 надпреварувачи, значи таму имаме екипи кои се поддржани директно од Мекларен, од Астон Мартин, Филиамс и така натаму. Како си задоволен од своите резултати до сега? Искрено, бидејќи јас имам најмалку тестирање, најмалку искуство и се бориме, да речам, скоро секоја трка сме во топ 10, а можам и повеќе. Сега, за среќа, за следната трка во Чешка ќе имам тест, кој што ми е првиот во оваа сезона, и сум доста задоволен со тоа што го постигнуваме до сега, но сакам повеќе, така да работам на тоа и знам дека можеме повеќе. Иако мојот тим нема доволно искуство, јас немам доволно искуство, опциите ми се отвараат и вратите ми се отвараат за во иднината, така да сега за сега покажуваме силни резултати. Другите твои надпреварувачи или колеги, ајде да речеме, од шампионатот, од прилика сите сте исто годиште? Тука сте генерација, сте сите? Да, горе-доле сме исто годиште, затоа што Формула 4 генерално нема и поента ако си постар, затоа што од тука се оди за Формула 1 и за тие врвни категории во автоспорт. И претпоставувам од повеќе земји исто така. Да, тоа е еден меѓународен конгломерат, ајде да речем. Од сите земји од светот, буквално има и од Бразил, од Аргентина, од Мексико, како и од сегдека од Европа. Да. Еве, сега, ако можеш да опишеш, кои се најголемите предизвици сега во надпреварувањето? Дали е тоа силната конкуренција, дали се тоа финансиите, што би извел ти? Дефинитивно би рекол финансиите. Да, конкуренцијата е огромна, но таа ме мотивира да работам подобро и повеќе. Така да конкуренцијата нема никогаш да се жалам јас зашто сум имал толку јака конкуренција. Напротив, јас сакам да ги победам нив и тоа е мотивација за мене, но финансиите се проблем, бидејќи јас, како што напоменав, имам многу помалку тестирање од секој друг возач на патеката. Некои од нив возат повеќе шампионати во истата година, така да тоа е скоро секој викенд на патеката, додека јас само овој нормално, но јас и помалку тестирање имам. И јас, кога ќе дојдам на самата патека, јас учам за време на тренинзите, додека они само малите работи, да речам, ги променуваат на возилото и затоа и се толку брзи на квалификации, додека ние на квалификации, да речам, уште го учиме болидот, како да го наместиме, но затоа па ние сме на трките доста брзи, но за жал стартуваме од доста назад, така да. Да, таму се работи за секунди, за милисекунди, некогаш решаваат. Може ли да ни го објасниш малку овој процес за гледачите, за да стане уште појасно кога ти велиш дека ти имаат повеќе тестирања, а ти само одиш директно на вежбите, на трките? Што е разликата? Што е разликата од нив до тебе? Каде е тука нивната предност? За да стане појасно. Разликата е тоа што... Бидејќи тука ќе дојдеме и до проблемот на финансиите, ќе го објасниме зошто е тој проблем толку голем.
Да. Прво, они, како возачот, например, возачот е истрениран веќе на таа патека и он кога ќе дојде, ние имаме 4 тренинга пред самите квалификации и он само буквално пронаоѓа милисекунди, најмалите разлики и наоѓаат оптимален сетап за колата, за автомобилот. Така да, тоа се мали разлики кои што они веќе ги знаат, но се адаптираат, да речам, на температурата, на грипот на патеката во моментот, додека ние скроз го правиме тој сетап на автомобилот од првиот тренинг до четвртиот и затоа уствари ние обично имаме послаб резултат на квалификациите. Јас стартувам од назад и затоа секоја трка јас поминувам по 15 автомобили, што е многу тешко, но ете, брзи сме на трките, се покажуваме многу добро на трките, но се надевам и сигурен сум дека сега ќе имаме подобри квалификации со тоа што ќе имам еден тест пред следната трка на мост во Чешка. Да, но да објасниме за гледачите зошто тие го имаат тој тест. Всушност дека тие возат тест на стаза, додека ти не возиш тие тестови, не ги правиш на стаза, ти ги правиш на симулатор. Така, Да. тоа сакам да го објасниме. Тука е Тој буџетот. дел. Тука е буџетот. Тоа е се од буџетот, да речам, тие имаат многу поголем буџет од мене и тоа е малце надвор од моја контрола, немам јас тука многу што да направам, немам избор и најблискиот тренинг или тренингот што мене највеќе ми помага и што е најблиско до тоа е тренингот на симулатор. Така да јас морам да го искористам тоа, да го изменаџирам и да извадам максимум од сам себе и да му помогнам на тимот. Значи, ти имаат пари, ти имаат финансии, они излегуваат, возат тестови на самата трка во вистински болиди, во вистински автомобили. Они за тоа време ги прават тие подготовки пред тебе се на некој начин временски, имаат предност во многу начини. Ти за тоа време вежбаш на симулатор и потоа доаѓате до тие 4 тренинга пред трката, каде што тие веќе имаат една предност. Да. Но тука доаѓа твојата, ајде да кажеме, желба. Да. Надпреварувачки дух, компетативен дух, каде што ти потоа тоа го надокнадуваш на стаза. Да. Мислиш ли дека, да речеме, да ги имаш истите услови со нив, дека би бил многу подобар од што си сега? Па би рекол дека тимот би бил многу подобар исто така. Не само јас, да речам, јас покажувам дека сум доволно брз на самите трки. Сега, како што реков, мислам дека и на квалификациите многу големо. Да, само сакам да порачам до режијата, доколку ги имаме подготвено и снимките, можеме и да ги гледаме. Значи, дури ние разговараме, може да се пуштаат слободно. Би рекол дека квалификациите ќе се подобрат, но јас, да речам, го немам таа предност, а да имам дефинитивно ќе се подобрам и јас. Да речам, не толку во трките, затоа што горе-доле сум ист како другите во трките, дури од многумина сум побрз, но дефинитивно би се убрзале пред квалификациите. Тоа не е ни прашање, така да тоа би било, замислете да место да стартуваме, да речам, на 20-та позиција од 40 и да дојдеме до топ 8, топ 10, како би било да стартуваме на 8-та, например. Да, еве можеме да видиме на екранот и како личи тоа во пракса. Вака кога гледаме, значи, навистина наликува и на оние трки од Формула 1. Од прилика. Сега знам дека овие болиди се далеку со помала сила, не се толку брзи и се, но естетиката е слична, иста е, рече се. Да, па не би рекол дека баш не се брзи, разбиваме брзини Во од однос 250 на оние од F1 збор. Да. Овие инаку колку развиваат, какви брзини? Моментално кога што гледаме тука 250 км на час, тука е во кривина, но на правците до кај 260 км на час, но целата работа е во кривините. Да, во кривините, да. Тоа е прилично голема брзина. Навистина голема. Тебе ти е ментор и тренер Дейвид Брабам. Кој е Дейвид Брабам, еве, вака да објасниме за публиката и како ти влијае тебе како тренер и ментор? Дейвид е бивши Формула 1 возач, победник 3 пати на Ле Ман и има премногу искуство. Има возено секакви тркачки автомобили, буквално ми покажа листа и не прекинуваше, буквално многу тркачки автомобили, многу искуство и ми помага многу. Тој е мојот тренер, мојот коуч и
на сите трки оди со мене и е многу изненаден од моите резултати, бидејќи тој ми вика дека вау, ти што си во топ 10 затоа што ти немаш возено картинг никогаш, си буквално од видеоигрици, од симулатори и имаш многу помалце тестирање од сите други, така да тој за сега е задоволен, но оди ме напред и верува во мене, што мене многу ми значи и ќе се работуваме и понатаму. И сега вака, Стефан, кога гледаш како ти се бориш, ајде да речеме, со останатата конкуренција на една неравноправна основа, ајде да речеме, но ти, како што гледам, не се жалиш, воопшто не се осврнуваш на тоа, се гледаш напред. Колку мислиш дека е тешко за возач од Македонија еве да стигне до наелитното надпреварување во формула, до Формула 1, да речем? Па прво мислам дека нема поинта да се жалам, мислам дека треба да го прифатам тоа и да работам со тоа што го имам. Тоа и го правам, го вадам максимумот од мене, го давам максимумот за да речам да му помогнам на тимот, за да ми помогне тој мене понатаму. И да би рекол дека е многу тешко, скоро невозможно, да речам, сега никогаш не е невозможно, нормално не смеам тоа да си го ставам во глава, но дефинитивно јас немаме патеки, немам кај да тренирам. Во оваа конкуренција сите возачи имаат патеки на 1 час, пола час од нив и имаат премногу можности, додека кај мене знаеме сите дека немаме можности и ова се кружни патеки, не се патеки како например рели или на брдо каде што може да се тренира и тука нормално, има околу, туку се, нели, тие се патеки за Формула 1, тие се уникатни, тоа е врвот на автоспортот и не може да немам услови едноставно да тренирам. Твојава ситуација ме потсетува, не знам дали си го гледал на еден филм, една комедија за тимот на Боб Санкање од Јамајка. Не знам дали си го гледал. Да, сум го гледал. Нешто слично е, да, тие немаат ни снег, никога што виделе уживот, но победуваат во Боб Санкање. Македонија нема стаза, буквално немаш каде да тренираш во Македонија. Стаза немаме тркачка, а камоли да стигнеш до ваков тип. Добро, ти, ако гледаме сега во една поблиска иднина, тебе ти е следна фаза бе било Формула 3. Размислуваш за тоа, кои се пропозиции, што би требало да направиш за да стигнеш до Формула 3? Апсолутно, јас, да речам, тоа ми е целта. Дали за наредна година ќе видиме, дали потоа, тоа е, нели, секогаш the next step, да речам, и да сакам да стигнам до таму, веќе имам некои, да речам, контакти и пропозиции од тимови кои што не можам да ги именувам нормално и од други категории во автоспортот имам моментално, како и од, да речам, најакиот или вториот најакиот тим од овој шампионат со кој што сум во контакт и не смеам да кажам кој е нормално, но имаме доста пропозиции, ќе видиме каде за следната година, тоа зависи од буџетот секако. Во автоспортот знаеме дека е многу скап спорт и да, понудите се таму, но таа одлука ќе биде донесена на крајот на оваа година. Да, се работи и за буџетот, за финансиите, секогаш се работи за тоа. Постои ли некакви, не знам јас како тоа оди, квалификации или нешто за, да речеме, за да се влезе во Формула 3, нешто треба да се исполни како норма? Моментално од Формула 4 до Формула 3 нема таков критериум, но сите тимови бараат некои што ќе веруваат во него, а тоа е самиот резултат и не само самиот резултат, затоа што секогаш може да се случи нешто на трка или ти да имаш, да речам, лоша среќа низ целата сезона, но тимовите гледаат телеметри, гледаат статистика, гледаат колку е брз самиот возач, колку е добар на самата трка, така да тоа е критериум кој што самите тимови од Формула 3 го следат, што не секогаш е видлив за, да речам, за публиката, но чим имаме понуди, да речам, од други тимови и од други категории, тогаш сме на правиот пат. Да, одлично. Добро, тренерски, ти посакувам се најдобро, ти посакувам многу среќа. Се разбира, Формула 3 е твоја следно скалело, но се надевам, еве, за неколку години да разговараме повторно од ова студио, па и како возач на Формула 1, зошто да не? Да, се надевам. Фала ви на поканата.
Благодарам Стефан уште еднаш и со овој разговор го завршуваме и ова Студио 10. Почитувани гледачи, ви благодариме на вниманието и на довербата и останете со програмата на Телевизија 24.